Ви благодарам. Прво, сакам да ви честитам што се охрабривте да ставите жена кандидатка за министер за финансии, бидејќи изминатиот период, како жени, апелиравме да има повеќе жени во владата. Охрабрувачки е ова што го правите. Сакам да ја честитам на кандидатката на Нина Ангеловска. Прво што е жена, второ што е млада, што е просперитетна и како што гледаме од незиното CV, призната и во домашниот и од меѓународниот фактор. Многу од луѓето се прашуваат, бидејќи се знае во нашето општество, се уште има скептицизам и предрасуди кога некоја жена треба да превземе една функција и секогаш се прашува кој е девојчето, кое што ќе располага со државната каса. Јас се надавам, бидејќи од она што го читав од нивито и некои интервјуа кои што ги давала кандидатката, најмногу ми остави впечаток тоа што една незина мисла на незината мајка, која што и рекла: Нина, треба да си јачик и да забележуваш се околу тебе. Мислам дека како никој вашата мајка била во право и се надавам дека доволно сте ачик и доволно забележавте дека економската состојба во државата не е добра. И сега, ако зборуваме со премиерот, он ќе каже дека е добра. Јас повеќе ќе ве почитувам премиер, ако кажете дека навистина голем влог дадовте на полето на меѓународната политика, а многу мал влог дадовте на полето на економската политика. И ако речете не блескаме, туку економски наместо да блеснеме треснаме, и дека имаме краток период до завршувањето на вашиот мандат, во кој што ќе вложите максимални напори и вие, и идната министерска за финансии, и да ги исполните вашите ветувања. Повеќе ќе зборувам во мој одговор, но пред да ви се обратам вас, нормално ја отвори вашата програма, каде што ми остави впечаток една и вика: време е за одлука, време е да ја донесеме клучната одлука. Дали сакате да ја уништиме средната класа и богатењето на една мала група на луѓе кои што се на власт и да се спротивставиме на нееднаквоста? Не, господине премиер, нити тогаш сакавме, нити сега сакаме. И дали е потребна поддршка на домашните предпријатија? Многу е потребна, како никогаш до сега. Немојте да целите, според мене, за ова ќе зборувам и кога ќе имам говор, вештачки да ги покачите и минималната и средната плата. Треба реална економија. Благодарам.